Неколку лаптоп компјутери, повеќе мобилни телефони и документи поврзани со бизнисот на сопственикот на дискотеката Пулс, Дејан Јованов, се новите докази на полицијата која ги собра откако влезе во неговиот дом, возилата и во кафулињата што ги поседува. Полицијата изврши претреси во кафе-барот Класик, а се испрашуваат и роднините на Јованов. Тој е осомничен за нелегално управување со дискотеката. Тимови на МВР влегоа и во канцеларијата на Државниот пазарен инспекторат во Кочани. Таму инспекторите одзеле компјутер, лаптоп, таблет и документација поврзана со фирмите на газдата Јованов. Полицијата чешла буквално се што поседува сопственикот на дискотеката, а се истражуваат и сите институции кои што издавале документи поврзани со работата на ноќниот клуб. Во домот на ДЈ пронајдени и одземени се лаптоп компјутери, повеќе мобилни уреди, документација и други предмети. Одредени предмети се одземени од возилото и од угостителските објекти, а пронајдена и одземена е финансиската документација. Во полициска станица беа викнати сопругата и ќерката на сопственикот на дискотеката. Некои од медиумите објавија дека ќерката ја подигнала фалсификат лиценцата од Министерството за економија. На распит ќе бидат повеќе од 300 сведоци. Допрва ќе се прават вештачења од повеќе области. Според доказите кои што полицијата ги собира од претресите, ќе се вештачи фалсификат лиценцата и подписите, финансиското работење на бизнисите на Јованов, како и елаборатите за објектите што биле издадени. Обвинителскиот тим се засили со уште двајца обвинители. Сега 11 мина истражуваат и даваат наредби за претреси за вештачења и финансиска полиција ќе истражува како работеле фирмите на Јованов, а ќе ги истражува и останатите осомничени. До сега осомничени се 34 луѓе. Во истрагата офатени се 27 луѓе и 3 фирми, а истражни постапки има и против 7 полицајци од Штип и Кочани. Кобниот пожар што се случи на 16 март однесе 59 животи, а повеќе од 200 луѓе се повредени.